Недела ќе биде еден од најатрактивните денови на светското првенство во Катар. Оу, какви надпревари ќе има? Кој од кој поинтересен? Овој ден никако не смеете да го пропуштите. Добре дојавте во уште едно видео на YouTube каналот BMG Sport во серијалот Overtime with TJ. Пред да продолжам, само да ве потсетам да притиснете subscribe и да кликнете на звончето за да добивате известување за сите нови видеа. А овој пат ќе почнеме од крајот на денот, од дербито Шпанија-Германија. Претходното видео, кога зборев за Германија, го рецитирав Линекер. Па прашував зошто ја отпишувате Германија. Епа, сега знам зошто. Германија загуби од Јапонија, човече. Не ми се верува. Ама добро е за светското да има изненадување. Добро е за фудбалот воопшто. Саудиска Арабија, Јапонија, ќе има уште некои изненадување. А Шпанија бе, целосна спротивност од Германија. Уствари сега Шпанија стана Германија. Газа до крај. 7-0 против Коста-Рика. Тоа е нивната најголема победа на светските првенства. Сега, интересно е тоа што токму Германија, нивниот противник на овој надпревар, е единствената селекција која има повисока победа од Шпанија. Германците се наврват со победата од 8-0 против Саудиска Арабија во 2002 година. Таа е таа иста Саудиска Арабија која сега тепаше со Аргентина. Германија сега мора барем до бод со Шпанија. Ако загуби, готово е, си одат дома. Шпанија е благ фаворит, а по наа победа со Коста-Рика сега се на седмо небо. Луис Енрике целосно се посвети на креативноста на селекцијата. И сега немам дилема дека тие ќе бидат екипата што ќе ја контролира топката на теренот. Но тоа може да биде меч со две острици за Шпанија и може да остави голем простор за брзите крила на Германија. Сане, Мусијала, Гнабри, а пазете го ова. На претходниот меѓусебе надпревар на двете селекции во 2020 година Шпанија славеше со 6-0. Ај. Ќе навивам за Германија, нема да се откажат до крај. Ама ќе биде тешко и мислам дека дербито ќе заврши 1-1. И само уште нешто за шпанците. Мора да го споменам Гави, кој со својот гол против Коста-Рика стана најмладиот стрелец во историјата на Шпанија на светските првенства и го сруши рекордот на Раул Гонзалес. Исто така стана третиот најмлад стрелец во историјата на светските првенства. Пред него се само Пеле и Мануел Росас. Во вториот меч од групата играат Јапонија и Коста-Рика. Тука сега играат најголемото разочарување Коста-Рика и изненадувањето Јапонија. Се е веќе кажано. Тешко ќе биде Коста-Рика да се врати после оној пораз од 7-0. Кейлор Навас не знам дали некогаш примил 7 гола на надпревар. А Јапонија, ако го искористи моментумот со победа против Коста-Рика, ќе се обезбеди пласма во следна фаза. Какво чудо ќе биде тоа? Никој не очекуваше дека во оваа група може во следната фаза да помине друга репрезентација освен Германија и Шпанија. И респект за јапонските навивачи. Сија продолжија традицијата од големите надпреварувања, па и во Катар ги оставаат трибините безпрекорно чисти. Тоа ти е култура. Ќе навивам за самураите да продолжат во ист стил. Мислам дека Јапонија ќе победи 2-1. Одиме со надпреварите од групата Ф, каде не очекува голема неизвестност. Од 14 часот играат Белгија-Мароко. Мислев дека Белгија може до крај во Катар, ама како одигра со Канада, тешко ќе биде. Сега не знам дали Канада беше добра или Белгија беше слаба. Но тоа ќе го видиме веќе на овој надпревар. Куртуа одбрани и пенал со Канада, беше спасителот. Ама мен of the match стана Де Брујн. Па и тој се чудеше на крајот и изјави дека не знае зашто ја добил наградава. Вика, веројатно поради моето име. Ама Рокове? Кажав дека оваа селекција може да изненади во групата и уште го тврдам тоа. Има добри играчи во сите линии, ремито против Хрватска, мене лично не ме изненади. Сега повторно можат до бод против Хрватска. Хакими, Зијах, Ел Несри, ако се разиграат, можат против секого. Ќе најавам за нив на овој надпревар и мислам дека на крајот ќе стигнат барем до бод. Мислам дека ќе биде 1-1. Од 17 часот играат Хрватска-Канада. Се виде дека Хрватска не е истата селекција после сите заминувања од репрезентацијата. Мароко во финишот можеше и до победа. Сега против Канада ќе им биде уште потешко бидејќи се соочуваат со притисок. А за Канада секоја почит. Како одигра против Белгија, бомба. Канада имаше 22 шута кон голот на Куртуа. Има и промашен пенал, но нема среќа да дојдат барем до бод. Неискуството веројатно беше пресудно. Може би крив е уствари најдобриот на теренот, Дејвис. Дејвис се сликаше со Дрейк и промаши пенал. А знаете за проклетството на Дрейк? Кој ќе има контакт со раперот не поминува добро. Дали повреда, дали пораз, се слушува нешто.
а тоа го почувствуваа многу екипи и спортисти. Мајами од НБА, Даниел Старич, Серена Вилијамс, Конор Мегрегор, Обаме Јанг, Агуеро, има уште многу да не набројувам. Еве сега и Дейвис. Што ти требаше со Дрейк да се сликаш? Ајде да се вратиме на надпреварот. Канада има шанси да изненади, но повторно неискуството ќе биде проблем. Ќе навивам за Хрватска и мислам дека ќе дојда до победа од 1-0. Тоа беше последниот надпревар во ова видео. Следете не и очекувате го новото видео веќе утре. Се гледаме!